Мистер Филип, да ги дефинираме вака на брзина, краткиве прашања, што ни се од најголема полза и нас фармацевтите во аптека, а и за пациентите кои што се заинтересирани, сакаат и можеби пробале до сега многу препарати и немаат ефект конкретно на подобрување на квалитетот на сопственото здравје, да им конкретизираме, значи во кратки црти со по една реченица за препаратите за ЦБД. ЦБД наутро или навечер? Генерално, ако прв пат користиме, мудро е да се зима навечер. Исто така, ако индикацијата е несонница, се разбира дека ќе го земеме 30 на минути пред спиење. Доколку го користиме за анксиозност или некои стрес ситуација која што може би се случува во текот на денот, треба полека да го воведуваме препаратот и да мониторираме ефектите кои што ги имаме врз организмот, односно нус ефектите, дали има некоја поспаност, дали има некој замор, дали има некој пад во концентрацијата. Во таква ситуација ќе се консултираме со нашиот фармацевт. Со или без храна? Во пракса е подобро заради апсорбцијата да се користат после јадење. Најголем фаворит во ваква ситуација е ако ги внесуваме тука заедно, односно после некоја масна храна. Следното прашање кое што најчесто сум го добивала во аптека, дали може да се комбинира со антидепресиви? Ова е една деликатна тема и бидејќи самите пациенти се деликатни, а и заради тоа што во суштина може да дојде до одредени интеракции поради метаболизирањето преку црниот дроб. Меѓутоа, заради тоа е важно ние како фармацевти да прашаме која терапија ја зема пациентот, нели, додека не ни овозможи системот да ги гледаме сите тие терапии што ги земал назад, ако не ја знаеме, нели? Ако не дојде во истовремено со сите рецепти. Така да во таква ситуација, значи, можно е, меѓутоа со внимание, понекогаш со консултација со самиот лекар ако не е возможна таква комуникација и со правилно распоредување на земањето на лековите. Можеме да го земаме едното во текот на денот, другото навечер и така натака, и да минимизираме ризик. Во секој случај треба да пратиме како ќе се одвива пациентот и заради тоа е важен тој однос пациент-фармацевт. Да се врати во аптека после 5, 6, 7 дена од стартот, да сподели со нас докаде сме со ефектите, дали е се окей. Кога пациентот, и тоа исто често прашање, кога можам да почнам да чувствувам некаков ефект од препарат со ЦБД? Зависи пред се од самиот пациент, од неговата здравствена состојба, години на возраст, физичка кондиција, килажа состојба на црн дроб, кај некој и дали ќе погодиме дозата. Од прва, кај некој може после ден-два да почнеме да чувствуваме значајни ефекти, кај некој може би и 2 недели ќе поминат со титрација додека да дојдеме до вистинската доза, нели, за да го дојдеме до саканиот ефект. Можеме да го користиме долгорочно или имаме ограничувања во употребата? Доколку се мониторира соодветно, нема спречување да го користиме и во повеќе месечен период. Меѓутоа, мојот принцип е дека нема потреба да земаме нешто што не ни треба. Значи, ако во некој случај позадината позади проблемот е нешто што треба да се реши, ЦБД во најголем број од случаите е, рековме, еден адјуванс, еден помошник да ги реши симптомите, а не да реши основата на проблемот самостојно. Така да, ако е проблемот во животниот стил, ако е проблемот во некоја физичка, физиолошка состојба, треба да го решиме тој проблем, а ЦБД само да ни помогне да тоа побрзо го постигнеме и поефикасно да го едноставно мотивира нашиот организам да го решиме проблемот. Меѓутоа, ако ние сме под некој хроничен стрес, кој што нема да помине сам од себе, може би екстерен фактор. Некој во таква ситуација ние може да го користиме тоа повеќе со внимание и ако немаме несакани ефекти и на еден средно долг рок.
така да се изразам. Значи пациентите може да се ослободат дека доколку имаат потреба, колку имаат потреба, толку може да си го користат. Генерално кажано, нормално додека си воспостават рамнотежа со додека да начинот се на живот. воспостави рамнотежата, никогаш не би сугерирал тоа животно земање, затоа што овие препарати едноставно не се од тој тип. Тие се за времено подобрување на симптомите и